И јас и Цица Маца ви посакуваме добар ден. Секако нема да пропуштам да ја представам нашата нова принцеза. Усреди никош не сме имале принцеза, секојаш биле мачури. Ова е нашата нова мачка. Од пред месец и пол се вика принцеза, односно сивка, затоа што е многу сива и затоа што е многу елегантна мачка. Дали сте знаеле дека кога мачките блеат во вас, тоа значи дека ве сакаат и ве обожаваат. Така и мојава Цица Маца ме обожава, а сега се джари онаму надвор во куќињата. Ни влегува во двор куциња. Куценца кои што се страсни за сивка и ја плашат нејзе и не ти е многу страв. Доуца. Инаку, се пуштив лайф. Се шалам, не е лайф. Лайф е во однос на пишувањето. Пишував до сега и викам чекај сега малце некако, бидејќи и така во денешно време можеме да искористиме многу повеќе од она што сме можеле да го користиме порано. А тоа во превод би значило дека порано имавме само да се фотографираме можност и да пишуваме. Сега, 2024 година, можеме да се снимиме, можеме да се видиме аудио и многу повеќе. Меѓутоа, јас имам опцијата само да снимам некое видевце. Може би сте слушнале дека да се пишува дневник секој ден е многу добро за вашето ментално здравје, затоа што на тој начин се чистите од сите оние мисли и чувства кои што ви тежат и кои што немате кому да ги кажете можеби, или немате каде да ги напишете на друго место без да звучи тоа чудесно и неприфатливо или како и да е. А кога водиме дневник секој ден, на тој начин ја одржуваме нашата ментална хигиена. И тоа, меѓу другото, е многу добро за секој од нас. А тоа јас, како 43 годишна меца, не сум маца веќе, туку сум меца, како 43 годишна меца можам слободно да го потврдам, затоа што пишувам дневник од 1994 година. Значи, тоа се 30 години. Со тоа што е нормално, сега не сум пишувала цело време, значи има некои периоди, години кога не сум пишувала воопшто дневник, но исто така има периоди кога интензивно сум пишувала дневници. Па така, од неодамна се потсетив колку е добро да се пишуваат дневници и колку добро тоа на мене влијае. И продолжив, се фатив повторно на урцето и повторно продолжив да пишувам дневник. Фатив да пишувам во моментов за радоста, која што ме облева и мене, која ги гледам сите оние американци како се радуваат на победата на Доналд Трамп. И бидејќи исто како нив ја пратам целата ситуација уште од пред 4 месеци кога започна се, сакав да споделам и јас исто така колку се радувам на неговата победа и колку ми е драго што Доналд Трамп е фактички 47-миот председател на Соединетите Американски држави. Тоа секако дека директно, можеби директно не ме засега мене или било кој друг, но индиректно не засега сите нас. Инаку тоа е така, што се однесува на надворешната политика, политичка тема што не е во републикава, а секако дека ќе се одрази на нашата земја и на секоја земја и на целокупната светска атмосфера во која што живееме. Она што денеска ми се случи
Уствари ова може да биде како некој вид на аудиодневник, односно, видеодневник. Она што денеска ми се случи, тоа е, нели, како по илјадити пат фактички, ситуација која што ја имаме во школа со моето дете, кое што непрестано, втор пат му се случува, ама секој ден има по некоја ситуација. Еднаш патиките не ги облака на физичко, со денови, не се знае зошто, па не знам друг пат, не знам, не јаде ужина, значи не ме слуша да се јаде ужинката, па не знам, ќе тресне некој дете друго, нек ни го затепал една другарче од оделение. Зашто? Зашто овој него го рчкал, па овој морал да го испотепа. Ама па ова детево зашто го тепа не ми е јасно. Втор пат му удара бокс во грб или го мава, не знам се там што прави, ама по грб го млатнал добро. А другарче му е со кое што најмногу си играат. Другарчето доаѓа кај нас дома и моето дете го носам натаму. Луѓето, родителите негови се префини луѓе. Значи, не можам да разберам логиката по која што му работи мозокот на моето дете. Зашто мора да удара друго дете? Океј, овие од улица деца во нашиве носто го млатат моето дете 24/7, значи плјукање, ударање, носто го тепаат. И јас сум кажала што сум кажала еднаш, два денешка се карав пред некој месец. Нема месец и помале. Му се дерев на еден комшија мој, викам како така, па пцуе, вика твоето дете, па викам добро, земи ти опцуј го, викам, или земи и изигнорирај го, викам, или не знам, дојди кажи ми или слично, значи, а башка плюс тоа колку пцујат сите, тоа да не збориме. Значи, оправдание да го тепаш некого зашо опцу, не, ама окей, се дешава. Вчера исто така се случи, едно комшиско дете со кое што, значи, доаѓа тука кај нас, го вика да си играат и тоа све. Тап, што се случило, го плюкнал и го исповреѓал и го плукнал моево дете. Викам, бре, викам, значи, да не го именувам. Па значи во ред, викам, земи, викам, кажи му нешто, викам, немој така, викам, да правиш, значи, не го плюкај, викам, па ја, викам, на улица не плюкам, викам, животно, викам, не плюкам, не па у човек да плюкам. Викам, од кај ви е, викам, на вас таа култура, викам, донесена, шу е, викам, тоа. Или, викам, ако ти смета, викам, земи тргни се од него, викам, и готово, игнорирај го, викам. Ама како што поише зборам, така се поише ми се чини дека поише така прават. И он, и овие деца. Да се чудиш. Да се чуди човек. Добро, денеска е позитивна работа, што Христијан во сите мои викутници по него ги зел патиките по физичко, за физичко ги однел или вежбал денеска. За разлика од сите други денови наназад што не се знае зашто не ги зимаше од фиока. Абе, маки. Баш онака, баш маки. А маките се у тоа што, знаеш, не можам баш сега целосно, искрено, отворено да кажем, али зашто бе дете во моја вака, зарем не сваќа дека ме резили на некој начин? Зарем не гледа дека ми е непријатно и наставничката кој ќе ме прозве и кој ќе рече дојди да ти кажем или слично? Зарем не осеќа вака некоја грижена совест? Не ми е јасно за дете. Како и да е, а зашто уствари јас би ги кажувала сите овие работи на луѓе што не ги знам? Ако ќе видиш и книгите што се пишуваат, ги пишуваме out there, да ги читаат книгите, текнува. Нема да останат тие затворени во тие две корици. Книгите ги пишуваме за да не прочитаат илјадници луѓе. Така што, исто му се фаќа. Оно што е убаво е што може да се пише коментар доле под секое видео. Да се пише, значи, коментар, да се даде своје мислење. Па јас ќе ви дам моје мислење, што може би нема да ми се свија вашето, па ќе ви речем зашто, како ова, она и слично. И така натаму, но
убаво би било да си поприкажеме, затоа што не сум сигурна дека сум сретнала многу луѓе да се бават со отворен пристап преку YouTube. Тука ни се нас, да, подкастите на Лазаров, прекрасните подкасти на Лазаров и доста долги до душа, али добро, тоа е подкаст. И ред други, да не ги именувам, меѓутоа, така. Тоа, дечки. Ете, тоа е тоа. Една чао од Цивка. Цаца! Цаца! Повторно ме обожува. Мојка моја мала. Чао, чао. Пишете ваше мислење, поготово родителите со деца кои што се второ, трето, четврто, пето, па и нема везе кој го да се вако да се оделение. Ако имате со нив трзавици, пишете. Сакала да слушнам и ваше мислење. Чао!